Смислено сценарио и предизборен инженеринг е тоа што најмалку 100.000 граѓани нема да може да си го остварат правото на глас на предстојните избори, бидејќи немаат документи со Северна Македонија. Според универзитетскиот професор Звонимир Јанкуловски, сето она што мислевме дека е резултат на неспособност и неажурност, се испостави дека е контролирано од определени структури во владеачките партии, за да го минимизираат неизбежниот пораз. Сепак се работело за некој смислено сценарио со оглед дека она што беше презентирано од министерот за внатрешни работи дека се манипулира со 100.000 гласови кои не може да бидат дадени во текот на изборите, укажува на тоа дека самиот процес ќе биде изборен процес би бил многу лесно компрометиран. Всушност од сега е компрометиран, да не збориме за денот на изборите. Тоа што власта не гласаше за законот за продолжување на важноста на пасошите и со тоа да им се помогне на граѓаните кои немаат валидни лични карти да гласаат со пасоши, покажа дека владеачките партии го доведуваат во прашање фер и демократскиот карактер на изборите. Прашањето дали оние што ја замесија целата работа, што го создадоа хаосот, сака тоа да се случи со оглед дека очигледно дека се работи за хаос кој е контролиран од определени структури во власта кои сакале токму ова да се случи со оглед на анкетите кои ја покажуваат очигледно неспорната предност на опозицијската партија во однос на власта. Предходно Државната изборна комисија предложи во изборниот законник да се стави одредба која ќе го отвори патот за гласање со документи со старото име, но според експертите преовладува политичкиот интерес наместо интересот за фер избори. ДИК исто така може да донесе упатство налик она од 1998 година, кое помогнало граѓаните да гласаат со документи од СФРЈ. Правото на глас нема да може да го остварат ниту голем број од нашинците во странство, ниту лицата кои месецов ке наполнат 18 години, а претходно не извадиле лична карта или имаат пасош со Република Македонија.